Одличен мегахерц. Не се плашете, вашето радио едноставно само сакаше да ви каже појачајте ме за да можете да ме слушате. И сакаше да ви каже дека светна си е личката во етерот, драги мои, за вас, за нас и за сите оние кои што не слушаат ова како се вика, сончево, петочно, попладне. Мистинично облачно, што би сакале да се изразат нашите колеги од метео браншата или метео одделот што е одговорен за да кажува какво е времето. Мистинично облачно со повремени врнежи. Тоа е многу интересна професија. Разбираш, доаѓаш ти на работа и ствари им кажеш на луѓето какво е времето, што очигледно го гледаат. Го гледаат какво е. Сакаш, така. ама заработуваш што тоа и тоа е добро. Како на пример доаѓате и им кажеш во театар како и играме се оваа представа, така? Да, и не. ти даваат 200 евра. А не дека прочитавте претходно, така си е, така си е. Значи има логика. Велат дека ако возите на кај Битола се отварало небото и сонцето повеќе греело. Дали е вистина? Се што е од Прилеп натаму е многу убаво за гледање и за слушање. Инаку денеска е март 17. Жарко, само извини. Дали до Крушево мора да се стигне преку Прилеп? Исклучиво преку Прилеп. Така, добро, тоа ми беше, извини, сега продолжи. Ако одиш од таа страна, ако не, Да, март 17, 76 ден од оваа година, според Грегоријанскиот календар, остануваат уште 289 дена да одлучите каде ќе ја славите најлудата ноќ, тоест новата година 2018 година. Инаку морам да кажам дека сега ќе одиме со една песна фантастична избор на Атанас, а после тоа, драги мои, ќе се вратиме во студиото со еден спектакуларен гостин кој што ни доаѓа од околината на Прилеп. Кабум! Одиме со музика! Комичен мегахерц свак петак од 12 до 1 на 96,0. Бре! Милко Манова си го слушаме на 99,3. И се вративме во нашата. Ама стварно ли не слушаат во Куманово, Жарко? Па најверојатно не слушаат во Куманово и тоа кажа сега на кој мегахерц. А јас да ги поздравам тие што не слушаат во Дебарско-Полошкиот регион, кои што верно веруваат во нашите шеги и чекаат за да не слушнат, да бидеме слушнати и таму и да ги смееме луѓето. Атанас, дали сакаш да споделиш својата анекдота за Кит Ричардс? Не е анекдота, тоа е вистина. Го прашуваат Кит Ричардс за професија, што како одлучил да стане, што тоа што станал. И он вели, па јас вика само една професија сум имал во животот, таа сакав цело време да работам, што е тоа гитарист на Rolling Stones. 70 години работи гитарист на Rolling Stones. Знаеш, нема повеќе, тоа е доволно, така. Толку е. Да, и уште е број 1 на листата за луѓе што ќе умрат. А јас ќе сакам да го цитирам Зигмунд Фройд кој што вика големото прашање на кое никогаш не најдов одговор и не можев да најдам покрај 30 години истражување на женската душа е што сакаат жените. Ова нека одзвони малце во етерот, а вие најдете го одговорот и дознаете што сакаат жените. Инаку, дами и господа, со нас во студиото денеска е еден од моите омилени актери во Македонија. Фала ти, Жарко. Човекот, да. Извини. Атанас, така е. Човекот кој што беше и инспирација за тоа што јас го одлучив да го правам во животот. Човекот кој што моментално работи со мене и со Атанас на сцената на театар комедија, маестралниот Ѓорги Јолевски. Здраво, Ѓорги. Здраво. Инаку Ѓорги е роден 10 март 1964 во Битола и пишува точка запирка Југославија. Тоа е тоа. Тоа е тоа, значи многу одамна. Прва улога му е во Ништо без трифолио, така? Да. После ги има играно, чекај, ќе тргнеме да ги читаме вие затоа што не знам дали имаме време да ги прочитаме. Да се задржиме на Ништо без трифолио. Мефисто од Фауст, Калигула, Војцек, Хамлет, Ариел, мислам Мек the Knife или Маки ножот, што туку го бевме изразговарали. Ѓорги, како е со оваков репертоар, како денеска имаш инспирација да влезеш пак во театар и пак да правиш нешто ново, како многу имаш поминато километража? Како беше тоа со гитаристот на Rolling Stones и не знам друго да работам. Да. Ова е единствената работа што знам да ја работам, се надевам не ја работам лошо и мерак ми е. Секое утро кога станувам си велам добро е, уште сум жив, дишам, сега можам да си отидам во театар на проба. И така си се чувствувам фино добро. Што е убаво тоа да знаеш да си го кажеш за својата професија. На едно интервју тука има на Институтот за театрологија во Македонија, каде што вика покрај актерството има неколку режии зад себе, прави драматизации и продуцира представи. Да. Да, значи и покрај актерството сепак
лушпата голема е театар што го викаме ние. Сепак во театарот знаеш чат пат да си најдеш и други работи кои што малце ќе ти направат хигиена на талент, на еден од талентите, да кажеме. Да, театарот ми е суштина. Актерството е мојата вокација. Најубаво, најдобро се чувствувам кога сум на сцена и кога играм некаква улога во некоја од темите на големите автори, да речеме. Ама од друга страна сум многу радознал и сакам да го гледам светот низ призмата на различностите во театарот. Не сакам да го гледам светот ваков каков што е во така наречениот реализам, сакам да го гледам преку театар. Да речеме, се работи за потреба, да можеш да видиш театарот од некаков друг агол. Со режија почнав да се бавам после мојот престој во Америка. Таму некако ги видов нештата од различен агол. Тоаш почнав да се бавам и со продукција, така го отворив театарот Квартет во 96-та година. И далечна некако се ми е мене, се ми е сега. Некако и не сакам да живеам во минатото, сакам да живеам сега, тука во овој момент, затоа што и смисолот на театарот е да се биде присутен сега, тука и да се биде исклучително концентриран, фокусиран и актуелен. Актуелен во смисол на да го впиваш животот со сите негови негативни и позитивни страни и да можеш сето тоа да го преработиш во себе, да го дадеш на сцена за да го најдеш сојузникот во публиката. Затоа и почнав да се бавам и со режија, и со продукција, со драматизација, со организација, со создавање на фестивали, со реализирање на фестивали. Да, ти беше и директор, тоест селектор, пардон, директор е сега многу модерен збор. Селектор на Охридско лето долги години. Да. Уште си или заврши таа? Не, заврши мандатот. 10 години бев уметнички директор на драмската програма на Охридско лето. 2 години однев бев и председател на управниот одбор. Разни нешта се работат, важно е да биде врзано со театар и важно е да бидеш во комуникација со твоите колеги од земјава, а богами и од надвор. Многу интересно, разговаравме сега пред емисијата дека овие твои улоги што ги имаш направено, велиш дека има глумци со истиот репертоар во други држави. Па во комуникацијата со различни луѓе, колеги од надвор, видов дека потребата што ја има одреден актер не доаѓа само од потреба, туку доаѓа и од перформансите кои што ги поседува. Тоа значи мислата, фокусот, книгите што ги има прочитано, енергијата која што ја поседува. И запознав на различни места од светот, во Русија, Албанија, Бугарија, актери кои што го имаат одиграно истиот репертоар. Ако ги нареди дел од моите улоги... Така да не можев да ги навредам сите, немаме толку години. Дел, да. Хамлет, Едип, Мекит ножот, Естрагон, интелектуалецот АА од Емигранти, Ариел, сите тие ги имаат одиграно исти колеги од различни страни на светот и тоа е некако нормално. Значи си постои она правилото што го вика дека си постојат стереотипи на актери како во Македонија, истиот го има негде во друго место што ги игра истите улоги. Можеш да го препознеш. Само треба да го најдеш и да си размените искуства, што се случувало додека се играл таа улога, тоа се главните теми на актерите, кога ќе се најдат и кога ќе се фатат за истата тема. Тоа викаше мојот професор Владо Цветановски, викаше да се најдеш со актерот Кина, можеш да направиш муабет. И покрај тоа што не си го знаете јазикот, затоа што имате нешто што е побрзо. Театарскиот јазик е универзален, апсолутно. Иначе со мене сме сега уште само на АА го имаме двајцата играно од Емигранти. Така е. Да, значи, имаме време. Имаме време, ја имам време да те стигам, али добро е да сме живи и здрави. Моментално со Ѓорги, како што напоменав, работиме во театар комедија, представа која што ќе биде фантастична, се вика Сон на летната ноќ од Вилијам Шекспир, драги мои, а Ѓорги го игра ликот на богот Оберон. Ѓорги, како е да се работи во еден млад театар полн со млада енергија, со нови и свежи таленти? Какво е искуството? За секој актер многу е важно да има добар партнер на сцената. Јас сум навистина многу среќен дека ме поканивте да бидам дел од вашиот тим.
Затоа што она што го гледам секојдневно на сцената е еден квантум или екстракт на позитивна енергија која што е како експлозија. Многу радост, многу движење, многу струење на неверојатно позитивна енергија, а тоа е, како да речам, на некој како мене, малку што сум постар од вас, потребна му е тој вид на комуникација. Јас сум наистина многу среќен, затоа што е навистина убава, професионална атмосфера. И еве 10 дена до премиерата, до 27 март. Качкат работата. Веќе сме сите многу Почнува да брие сега, брие. Да. Најдов нешто. Извини, Атанас, ми трепка за реклами, ќе се вратиме, нека памти го трепка. прашањето. Одиме со реклами, се враќаме во студиото. Тама се сазборевме. Аре, идеме. Јас сум брзи, а вие слушате Комишен Мегагерц на 96,9 додека кажам заврши емисијата. Ѓорги Јолевски, дами и господа, човекот кој што е задолжен за театар комедија моментално да блеска онака како што треба да блесне на 27-ми. Човекот кој што сите ние во Фелата знаеме и кажуваме дека е еден од најпосветените во својата работа. Најдов едно интервју, Ѓорги, во кој што викаш дека си играл со скината нога и потоа премиерата и репризата си ги со скината пресечена нога, скината кожа и си ги доиграл потоа премиерата, ова и репризата прва и премиерата се разбира да со шиена нога, каде што било ризично да се не кожата, туку на предпремиерата на Калигула, каде што го играв Калигула, во третиот чин видов крв по целата сцена и не знаев од каде е крвта. Гледам дека А тоа на представа? на представа, значи да се случува пред публика на предпремиера. И ја продолжив, ни кажаа дека ми е пресечена ногата, само ја заврсав со некоја крпа, ја доиграв представата, отидовме во болница, имаше рана од 4 сантими долга и 1 сантим длабока од необработена сценографија. Сум се исекол на тоа до тетивата. И ми ја сошија ногата. После тоа премиерата требаше да биде после 2 дена, бидејќи ова беше како генерална програма со публика. И потоа ми ставија некоја имобилизација со 12 инекции, да може да биде здравена, да не чувствувам болка, ама да се движи стопалото. И така ја одиграв премиерата, ја одиграв и репризата со шиена нога и после тоа побрав од директорот да ми даде 15 дена слободно додека не ги извадат конците, затоа што не можеш да се движиш со конци. Нормално екипа докторска беше во гримиорна, чека дали ќе биде се во ред додека се игра представата, ама се случуваат вакви работи и многу е важно никогаш да не се одложува представа. Така е. До сега не ми се случило во мојата кариера, која што е некаде околу 30 на години и нешто, Да одложиш представа. да одложам представа. Представата мора да се одигра. Било што да се случи, тоа мора да се одигра, затоа што многу е тешко да се донесе публиката во театар. Публиката одвојува од своето скапоцено време минимум 2 часа, и ако живее со тоа дека ќе дојде вечерта во театар и сака да одгледа нешто што е убаво, и не треба да се одлага, затоа што ние сме сновиденија или духови кои што се секогаш во служба на нашиот партнер публиката. Затоа, драги мои, само да знаете, во животот нема excusing за ништо, така да еве ви примери, запамтете го. Повелете. Јас еднаш одложив представа затоа што не бев подвижен. Се фатив во кичмата и беше страшно, морав во болница да лежам, не смев да се движам. Ама тоа е добро, ситуација каде што немаш нозе и тоа, ликот ти се движи многу, така да ајде, добре. Читав едно нешто, вика, прв пат кога онака ве забележале некој новинар што ве забележал, вика било во Емигранти од Мрожек заедно со Сенко. Да. Да, со која работевте таа представа? Владе Светановски, Така? тој ни беше асистент на факултет за драмски уметности, еден од најубавите луѓе што некогаш во животот сум ги запознал, феноменален режисер и човек и
со сите суперлативи за него. Ѓорги, дали е оваа представа работена во опера и балет долу во Во подрумите, подрумите? на сегашна македонска опера и балет. Тоа беше во исто време работевме со дипломската представа Дупло дно Горан Стефановски, Емигранти во режија на Владе Светановски со Сенко Велинов. Бевме многу млади за тие улоги, но многу убава представа беше. Тоа беше некаков приватен проект и ја работев во исто време Медеја на Дане Зајц во Драмски театар во режија на Вито Тауфер, многу добар словенички режисер. Емигранти со Сенко ја игравме таму во подрумот на Македонска опера балет, после тоа ја префрливме во Макаца и кога се вработивме во Драмски театар, одеше на репертоар 3 или 4 години, некаде околу 100 представи, 97 представи одигравме на Емигранти, исклучително тешка представа, но многу убава, со феноменален процес, бидејќи е дуодрама. Владе направи најдобриот штрих што постои, најдобро доскратување, а со Сенко, бога ми, баш се изнаигравме во таа Вие си представа. силен По пат. колку години имаше кога правеше Емигранти, Георги? Па 25, 24. Толку јас имам 25 лани. Да. Да. Е, па добро, Не се Жарко, лоши. Жарко Јолевски. Да, не се лоши години за сериозно дело. Апсолутно. А се кој ти е слагам. најдобар пријател меѓу актерите? Најдобар. Дали имаш таков? Па имам, не знам, некако сите ми се многу блиски. Кога бевме студенти, многу се дружевме со Сенко Велинов и со Дац, со Драган Спасов. Вие сте Дац. класа, така? Ние сме класа и тоа дружење некако останува. Се уште сме многу добри другари, еве и после 30 и кусур години. Се немате скарано никогаш за ништо? Нон-стоп се караме, како не сме се скарале, и се караме, и се мириме, но другарството, еве го се уште трае, со Дац сега играме во последната представа во Македонскиот народен театар, во Тартив, тој го игра Тартив, јас го играм Оргон, да. Тоа е интересна приказка, затоа што ти тие два лика ги имаш играно. Мислам, го имаш играно и Тартив, го имаш играно и Оргон. Тартив ти е пред Оргон, така, Да, во да. различен тајминг ги играш. Да, И Тартив како- ја играв пред 10 години во Штипски театар, во режија на Владо Цветановски, и беше навистина една феноменална представа. Бевме со таа представа на Националниот фестивал Војдан Чернодрински. Многу убав процес, една револуционерна, неверојатно силна представа и повторно она што Владе Цветановски постојано го правеше, внесуваше млади актери, тогаш прв пат Жаки ја запознав, Зорица, двете Жаки, вработени во Ненад вашиот Митевски и театар. Наташа Петровиќ, ако не се лажам, во Тие се уште не беа актери, Не беа. беа Таа годината кога јас се средношколци. запишувам на ФДО, а исто и они со мене се во Да, класа. и после тоа тие игра во представата, навистина прекрасни колеги сегашни, Да. и тогаш се запиша со незавршено средно школо, Ненад се запиша со 3 години. но улогата на Тартив беше за мене навистина многу значајна, а сега кога Галин Стоев Сега обратно. ми понуди улогата на Оргон, морам да признам дека бев изненаден, мислев дека повторно ќе ја добијам Тартив, но сум среќен затоа што Затоа испадна толку добро, ми ја- затоа што контрата играше овој Па, пат. да, и всушност некој ми рече, некој од критиката рече, па ти сега немаш проблем со делото Тартив, ти можеш и сите ликови да ги играш, затоа што двата клучни лика, Оргон и Тартив, веќе се дел од мојата емотивна и ментална меморија. Па ги имате тајните. Кога сме кај пријателите Сенко и Дац, има една приказна, мојот професор ја раскажуваше за сте биле во Нови Сад на фестивалот и нешто ви било забрането да играте, сега не знам точно ти ќе раскажеш, но се случил некој пресврт, вие сте решиле да направите нешто, што направивте за публиката да излезе од салата и да дојде кај вас на представа, што не е дозволена да се игра во моментот. Да, ќе се обидам да видам колку што може пократок. Кога бевме студенти, Така. со Даци Сенко, ние имавме на група, се викаше Трио Крапчурки. И пеевме песни, правевме различни кратки представи, кои што ги игравме на различни места. И тоа беше некакво шоу од половина час.
сега, кога отидовме на Стерино позорје, на младо Стерино, игравме таму дел од нашите испити, но на главното Стерино беа најголемите представи од тогашна Југославија и тоа беше најелитниот фестивал. И не пуштаа да влеземе да гледаме представа. А не ме пуштале да гледате? Не пуштаа да гледаме. И ние инсистиравме да влеземе, тие не пуштаа, ама не пуштаа не само нас, туку уште имаше околу 100 луѓе кои што сакаа да влезат да ја гледаат представата. Имаше гледачи кои што исто така не беа пуштени. Ама ние се буневме, велевме, ама ние сме актери, ние сме студенти млади, сме дошле од Македонија, од Скопје да ја гледаме представата. И тие не пуштаа, телохранители кои што е таму, и ние бевме толку упорни да влеземе на представа, што не кренаа на раце да не исфрлат од театарот. И не исфрлија од театарот. И ние бевме толку револтирани што почнавме, ги ја повикавме целата публика од 100 души кои што не беа пуштени на представата, ги извлековме на плоштадот пред Српско народно позориште во Нови Сад и почнавме да играме представа. И ние направивме своја представа, додека траеше официјалната представа таму, и тие 100 души се намножија до 300 души, затоа што почнаа граѓани што проаѓаа низ Нови Сад на плоштад да ја гледаат представата, ги добивме нашите аплаузи на Стерино позорје. Значи не ја гледавте публиката представата, беше си земавте воодушевена, аплауз. а другиот ден во Весник излезе надпис: револуционерните актери од Скопје дадоа феноменална представа пред Српско народно позориште, така ни направија неверојатен маркетинг, пиар за нашето присуство на Стерино позорје. Одлично, јас се извинувам од режија ми дека мора да имаме реклами, а потоа ќе се вратиме. Тебе Ѓорги една приказна раскажи одма реклам. Со филмските остварување на Ѓорги ќе го чепнеме малку за викенд на мртовци, драги мои, сите знаете што е тоа. Одиме со реклами. Аре, идеме. Јас сум Брзи, а вие слушате Комишен Мегагерц на 96,9 додека кажам заврши емисијата. Ретко те гледам со девојки, а те гледам секој ден. Атанасе, зошто така? Не знам зошто е така, затоа што имам колеги што работат со мене како мајстори во новата представа на летната ноќ од Вилем Шекспир во режија на Андре Цицановски, премиера на 27 Марта, денот на театарот, години од театар комедија. Значи нешто оди, нешто гризе туку. Сега ќе почне да прави нешто друго. Малото дете од 5 години. Сите ќе умрете, некој сега, некој после. По оваа реплика се препознава, одма се сеќавате на филмот Викенд на мртовци. Со нас е човекот кој што беше задолжен за едната нишка на комедијата во филмот. И сега се сеќавам, ми е многу смешно. Ликот на Цанде, дами и господа, кој што беше во изведба на Ѓорги Јолевски. Ѓорги, ајде малку околу тоа. Како беше да се игра во екстра популарен филм кој што и ден денеска младите сакаат да го гледаат одново и одново? Па беше тоа представа прво во Драмски театар. Јас за жал не играв во представата, но режисерот Коле Ангеловски ми ја довери таа улога на Цанде. И тој синот кој што ги прави сите проблеми со ковчегот, што му залутува, што ги менуваат жените таму некаде на ѓавато. И навистина филмот беше многу популарен, а мислам дека е уште популарен, затоа што се гледа, навистина е еден од најгледаните филмови во македонската кинематографија. И беше феноменално и на снимањето на филмот. Многу забавно, многу убаво. И она сцена на почетокот на филмот кога ковчегот на тоа фиќото стои и кога доаѓа пајак ја зема колата, тоа беше снимано со скриена камера и тоа беше снимано и тоа со купувањето на кремот Бекутан во продавницата. Сето тоа беше со скриена камера снимано и беше многу возбудливо. Чекај малку, јас знам дека тебе после неколку години пак ти ја дигаат колата, на нешто слично. Чекај, ова е стварно така? Ама како на Ѓорги Јолевски му ја дигаат? Па не пред некоја, тоа беше пред една година, не полна. Си ја паркирам како и секој нормален граѓанин, грешно се разбира, пред Буњаковец на Партизанска колата и одам да си купам од пазар за дома патлиџани.
И отидов, значи ставам тоа жмигавците, отидов на 5 минути, немаше ни 5 минути. Се враќам, колата ми виси на тоа пајакот. И доаѓам до дечкото, дајте бе луѓе, сега на 5 минути бев, симнете, ме гледа човекот, тој на пајакот почна да се смее. А мене не ми е јасно, што се смееш бе човеку? Кај ме Дајте, дај ми ја молам, колата. синя. И вели, па како во викенд на мртовци. И со викенд на мртовци морам да признам, се извлеков без казна. тоа Ја е. спушти колата, се беше како што А треба. замисли тие регуларно. да ти биле фанови од викенд на мртовци да те чекале со пајакот, те прателе, кај што ќе останеш колата, одмah ти ја кренат за да ти кажат, како викенд на мртовци баш ти направи. Не мислам дека беше така. Тој не мислел дека у моментот го снимаат пак па да се смеат. Да, има каде глумел малце тој. Ама се кај камера. Викенд Джарко продолжи, извини. Исто така беше дел од серијалот Трствие Скопје. Јас бев многу мал, но се сеќавам на одредени сцени. Знам исто така дека таа серија беше исто така екстра и мега популарна. Па во слично време се случува. Всушност на целите студентски денови ми пројда во многу работа. Прва година кога бев, ја снимавме Бушава азбука. Бушава азбука исто. Бушава азбука беше мега серија и е навистина една од најдобрите што се снимени во Македонија. Така е. Веќе прва година, втора година кога бев веќе се снимаше Претежно ведро, една фамилиарна серија од 6 епизоди. Потоа дојде таму играв исто главна улога некое дете. Трствија Скопје. Трствие Скопје. Потоа одеше Македонија може, тоа беше исто така мега популарна серија, со Дац игравме Ачко и Кирца. Се снима филмови, тетовирање, Ангелина отпад. Тајната на книгата, тајната на книгата. Тајната книга, да, таму играв некои десетина улоги на еден дух. кој Еден што се симптоматичен појавува. карактер Да. што се појавуваше. Георги, како беше, ова се разбира, ти ја дигнало популарноста, како беше, како се Не, за друго се Како смеам. се справуваше со сета таа популарност во тоа време, како еден млад човек, студент, дојден од Битола во Скопје, наеднаш ги влезе во тие популарни води. Како се справуваш ти со тоа? Па после ќе кажам како се справувам јас. Тоа е некако дел е од професијата. Некако е нормално да се чувствуваш убаво, комотно, на свое. Многу е комплицирано кога актерот не е популарен. Тогаш се прашува, чекај, што се случува со мене, дали добро оди мојата кариера или не. Но е во ред. Јас уште како дете играв во Битолскиот театар, го имав тоа чувство на како да речам популарност. Во Битола играв во сите представи во театарот од мојата 10-та година, каде што се игра дете, а во исто време бев во тој пионерски дом кој што ги обслужуваше сите приредби во градот, така што јас бев постојано пред публика. Така. Целиот мој живот сум пред публика. Вака, Да. извини што ќе те прекинам. Кој ти беше идол тогаш? Значи, еве, кажеш 10 години си играл во театар, на кој актер ти му се восхитуваше? Како кој сакаше да бидеш? Како бабец. Како бабец. Да, тоа беше најдобриот актер во Битолски театар и тој ми беше, како да речем, како совршенство. И мислев дека тоа е тоа вистинското. И на вистина еден од најдобрите актери во Битолски театар. Но кога дојдов на факултет, се уште верував и бев сигурен дека тоа е голем актер, но идолите некако не ми се актери кои што слепо верувам во нивната силина. Едноставно тие се актери кои што се добри, можам да наредам една лепеза на големи актери, но да имам некаков идол според кој јас би се фокусирал или ориентирал. Не сега, те прашував тогаш. Не сум имал никогаш. Да, ама и сепак си како дете 10 годишно си имал некој како бабец, Еве, да, што да си го речеме, гледал и си да. викал и ова добро ќе го прави. Кога се уште бев во Битола, првите представи кои што ги видев вон Битолскиот театар беше на Војдан Чернодрински, како средношколец отидов да гледам представи и тоа беше едно од најдобрите изданија на фестивалот во тоа време, крајот на 80-тите години.
две представи, едната беше Еригон на Љубиша Ѓоргиевски од Јордан Плевнеш, а другата беше Лед во место, Слободан Унковски и Горан Стефановски. Бев фасциниран од различноста на естетиката која што тогаш беше понудена. Потоа кога дојдов во Скопје, се разбира, ги гледав како студент сите представи на репертоарите на сите театри и имаше представи кои што навистина беа многу возбудливи, а кога одев веќе на фестивалите југословенски како млад актер, како студент, тогаш ги гледав најдобрите продукции во тогашна Југославија. Потоа, гостувајки на различни фестивали како млад актер, гледав феноменални големи продукции од светските театри и така всушност се гради и се поместува границата на тоа што е добро и тоа што воодушевува. Да речеме, големите актери кои што играат во германските продукции или во руските големи продукции, за мене се навистина феноменални, затоа што се работи за сосема различен третман кон улогите од различни системи. Ние во Македонија морам да кажам дека имаме навистина прекрасен театар со многу добри актери, затоа што и нашиот образовен систем е систем на конзерваториум, а репертоарите представите што се прават на македонските репертоари се обслужувани со големи продукциски елементи. Така што имаме навистина среќа и правиме добар репертоар. Се игра доста Шекспир, доста Молиер, доста класици, современи текстови, така што мораме да бидеме задоволни од нашиот начин и пристап во театарот, но исто така мораме да бидеме присутни на големите театарски фестивали заради компарирање и заради запознавање со нашите колеги од Баш како што го правевме мојот предходно, да се запознаеш со колегите што ги играат сличните улоги како тебе. Да. Ти си Хамлет, мислам, имаш изјавено дека Хамлет ти направил најмногу проблеми од било кој лик. Па, вистина е ова? Јас не сум Хамлет, Хамлет е ликот Шекспир што го има напишано, но сум имал навистина голема среќа дека го имам одиграно Хамлет. Се што работи кога влегуваш во оваа професија професионално, сметам дека на секој актер му е сон некогаш да го одигра Хамлет. Мене тој сон ми се има случено и разменувајќи искуства со другите актери што го имаат од земјава и надвор, што го играле Хамлет, сите истото доживување го имаат, животот актерски го делат до Хамлет и по Хамлет. И после Хамлет. За да се одигра улогата, потребно е да се направи цел еден систем на одбирање на улоги кои што ќе те доведат до Хамлет, а после тоа треба сите улоги што ги играш да ги играш со Хамлет кој што ти стои на рамото и како совест те опоменува доколку правиш некаква грешка. Така што животот е некако сондиран од овој силен лик. Хамлет, првиот македонски Хамлет е Александар Стефановски или Ацо Стефановски од Битола. Понатака не знам, но знам дека понатака е, значи 5 има. Пет се, да. 5 Хамлети во историјата на современиот македонски театар. Едниот е Ацо Стефановски, Битолски театар 65-та година, Љубиша Ѓоргиевски режија. Вториот е Мето Јовановски, драмски театар 79-та мислам дека е. Потоа е Владо Талевски, Битолски театар, повторно Љубиша Ѓоргиевски во Битолски театар. Четвртиот сум јас, Владо Цветановски режија, драмски театар. И петтиот е повторно драмски театар, Дејан Тројковски, Дејан Лилич го игра. Како што гледам, тоа ми беше и поентата, изгледа треба да си битолченец или по потекло од Битола за да можеш да бидеш Хамлет. Тројца битолчени го имаат играно Хамлет, за Мето Јовановски, ти, нели ти, Владимир Талевски и Ацо Стефановски. А режисерите се сите од Битола. Сите од Битола. Готово. Освен Унговски. Да. Добро,
Ѓорги, дали сакаш Битола има многу добар театар, одлична има, публика. има, Во историјата на нај како необразована, туку најонака како дека многу класици се како поставуваат. најзадоена со театар ми е некако битолската публика. Ѓорги, дали сакаш да гледаш филмови? Дали гледаш филмови? Да. Околу светските актери, кои актери сакаш да ги гледаш најмногу, кои ти се поомилени, да кажем? Па има различни, значи многу. Но да речеме по сензибилитет или по луцидност на играње, Гери Олдман ми е вака еден актер кој што ги задоволува моите критериуми и кој што сум многу радосен кога го гледам. Не знам, да речеме Ерих Марија Брандауер е еден од актерите исто кој што сакам да ги гледам. Сега да не ги редам. Дали имаш Горе-долу, да. омилен комичар? Чарли Чаплин се разбира. Добро, тоа е класиката. Некој од Тој е вечен, тој е бог. така. Да, другото се е варијација на тема. Да, па да. Така исто Тоа е од моевите основата. со Питер Селерс, нели, од кога се појави, после се он е почетокот, Да, после се исто он е феноменален. да, после Питер Селерс сите други се само Копија. инспирирани од него. Добро, инспирирани, Не се баш али- копија, ама украдено е нешто, нормално таа е професијата. Можеш да Да, крадеш. Чарли Чаплин има дадено нотата на како треба да се третира комедијата. Затоа што се што тој го има направено, луѓето плачат кога го гледаат од смеа, но базата е така тажна и трагикомичниот момент е до совршенство доведен, посебно во немиот филм, каде што зборот е тргнат настрана и он работи со емоции и со гест, што е исклучително тешко, но е, како да речам, тоа е совршенството. Вака имам ја уште едно. Да, па да завршиме уште едно прашање. Само уште едно па да завршиме. прашање, Ајде, интересно повеќе. ми е. Дали има некој млад колега што те потсеќа на тебе? Дали Жарко Димовски може да биде тој колега? Па ни постар, ни помлад, морам да признам, нема некој кој Некој ме вака што си го потсеќа. видел да речеш и како мене нешто прави некогаш. Не, има многу актери кои што, млади актери кои што имаат сличен сензибилитет, но некако немам видено. Немаш нешто. Не, немам забележано. Има не, Жарко актери- не е тотално различен е од мене. Тој е посмирен. Како да речам, може би порационален, ако веќе сондираме карактери. Така. Да. Не, тоа Атанас си пушта Не, неговите да. боцки. Ја- Ѓорги, за крај само не да прашав, се Да, извинувам. Ѓорги беше и професор, драги слушатели. Има извадено една класа, така? Да. И таа класа се Првата навистина класа на ЕСРА универзитетот. Да, за и- аудиовизуални уметности. голем дел од тие актери работат се. Како беше да се биде професор само на брзина? И ова како мини рекламче го пушти. Да, заистина. Најс. Многу фино, многу убаво. Јас ја работам таа работа, доста се уште ја работам работата, имам доста симпозиуми, семинари што ги работам надвор од земјата. Во март бев пред некое време во Италија, држав симпозиум за актерска игра со студенти на актерот на Медитеранот. И тоа е феноменална работа, затоа што имаш метод кој што ќе можеш да го пренесеш на помладите колеги, оние кои што се задујуваат со театар. Од друга страна се навраќаш повторно на истите системи, истиот метод кој што си го прошол, па го препрочиташ. обновуваш, така што повторно си во, како да речам, фит во форма. Свеж во главата. Да, и Ѓорги, така треба да биде, да. Фала ти што не почести со твоето присуство. Значи уште еднаш 27 март е премиерата каде што ќе можете да не погледате нас и Ѓорги во представата Сон на летната ноќ. Или во улогата на волшебникот. Оберон. Исто така тоа ќе биде 5-ти роден ден на театар комедија. Доколку не успеете да дојдете на представа, дојдете во бифе, ќе се дружиме, ќе славиме роден ден. Поклони не морате да носите. Да, ќе си купиме сами. Јас само да кажам, благодарам за поканата. Во Фала ти, секој Ѓорги, време. тебе, фала ти Атана што постоиш тука за мене цело време, брате. Жарко, многу си емотивен. Многу сум Може емотивен треба да идеш да денеска. прочиташ до Италија. Ме пукна, да. Да. Бидете така, драги мои, останете така. Сега ќе ви пуштиме една песна од Една трака! Rolling Stones и уживајте, сакајте се и бидете фит. И доаѓајте во театар почесто. Поздрав од мене, поздрав Чао. од Жарко, поздрав од Ѓорги. Чао.
класичен мегахерц.